најпродавана книга во моментов може да биде она која е најглупавата книга, затоа што 90% од човештвото е заглупавено од политики и војни. Дигиталното време кое што ја не навикна на тоа информацијски да читаме. Нели, книгата ни е предизвик затоа што таму има многу страни, па речениците може да траат многу долго. Читањето не е поминување преку букви, составување зборови и реченици, туку читањето е еден процес на длабока самопреобразба. Ако само ги прочиташ редовите, а не се позиционираш себе си во тој свет, ако не се проектираш, тогаш ништо не си направил. Јас тогаш сватив дека кога ќе се описмениш е многу опасно. Можеш да се разочараш во нешто, а можеш и да се воздигнеш до највисоки и сватив дека јас сум бил писател, дека јас што сум го смислил тоа, тогаш почнав и да пишувам. Добре дојдовте во новата епизода на Смисла. За денешниот гостин би рекла дека не постои човек кој што не знае макар нешто или не прочитал макар и една негова колумна. Нема да должам многу, туку ќе кажам дека со мене и со отец Бобан во оваа епизода на подкастот Смисла е човекот кој што е амбасадор на пишаниот збор надвор од Македонија, професорот Венко Андоновски. Професоре, драго ни е што сте денеска тука со нас и добре дојдовте. И мене ми е драго, добре ве најдов. Така. Вие сте еден од оние ретки луѓе со кои што можеме со часови да зборуваме, со часови да ве читаме. Меѓутоа, пред да тргнеме со темите, би сакала така да почнеме од самиот почеток. Зошто читаме и како она што го читаме влијае на нас, на нашата внатрешна личност, зашто чинам дека денес постои еден тренд многу полесно да постигнуваме по полиците со self-help литература, отколку по нешто кое што навистина не предизвикува на борба. Па, вака, јас прво би сакал да ви кажам дека на моите студенти се обидувам да им објаснам дека читањето не е поминување преку букви, составување зборови и реченици, туку читањето е еден процес на длабока самопреобразба. Ако само ги прочиташ редовите, а не се позиционираш себе си во тој свет, ако не се проектираш, тогаш ништо не си направил. По прочитана книга треба да изгледаш поинаку одошто пред да почнеш да читаш. Значи, читањето е процес на самопреобразба, за жал. Моите студенти користат термини го исчитав тоа. Исчитав е завршена работа. Ниедна книга не може да се исчита. Значи, зошто читаме? Читаме прво затоа што мораме да замислуваме тоа што го читаме. Имаше студенти некои, и имав и едно соседче од средно училиште, имаше Ана Каренина, мислам дека требаше да ја работи, и дојде да ми се обрати да му помогнам. Реков, прочитај ја, не можам да ти помогнам, таква помош не давам. Тој доаѓа после 2 дена и вели, одлично поминав кај професорката, што сторил? Го нашол филмот. Ана Каренина го изгледал, пресметал дека тој филм трае да речеме 2 часа и така натаму, вели, а истото е. Велам, истото е содржината. Ама не е истото тоа што во тебе требало да се случи и што се случило. Затоа што таму има 25 страни минимум опис на Ана Каренина.
па изгледа вака, па вакви веги, па вакви трепки, па вакви усни, па копчето е сошиено на X или на квадратче, значи деталистички реализам, тоа е тоа, и твојот ум треба да ја создаде представата. А вака, ќе го пушти филмот, Кира Најтли се појавува, Кира Најтли е Ана Каренина, и фактички се лишуваш од задоволството да учествуваш во допишувањето на книгата. Оти ниједна книга не е до крај напишана. Без читател таа не е допишана. И затоа, зошто читаме? Па читаме за да создаваме, не читаме. И второ, имам и друга теорија, ама таа е малку, моите колеги не ја сакаат, ја сметаат за метафизичка. Читаме затоа што за мене секое читање е сеќавање. Кога читате дури и целосно непознат роман, вие се сеќавате на некои моменти од вашиот живот. Ги препознавате внатре. Каење, грев, грешка, истрпена неправда. Тоа е ставено во нова приказна, ама вие се сеќавате. Се сеќавате на себе. Тоа е многу важно. А ако се сетите на себе, тогаш можете и да се барате. Така. Дали во оваа ера во која што нашиот интелект на овој начин престанува да биде предизвикуван, всушност ние ја губиме кондицијата за длабоко читање? Па ја губиме. Ја губиме затоа што, внимавајте, ако е тезата дека си поинаков после читање на една книга, тоа само значи дека читањето не е она што ти си го поминал, туку читањето е како постапуваш по читањето на книга. Ако продолжиш да постапуваш исто, да викаш, да си нетолерантен, ти не си ја прочитал книгата. Сега, зошто кондицијата ја губиме? Не е тоа, ние сме подеднакво писмени, мислам, денешниве исто генерации, дури и моите синови, што ме прашуваат зошто пишуваш кога никој не чита, нели? Дури дотаму оди. Ние сме писмени, знаеме да читаме граматички. Значи, таа, како да кажем, да ја составиме лексиката, да ја составиме синтагматиката, се тоа да направиме, знаеме. Ама кондицијата ја губиме затоа што се помалку сакаме да се соочуваме со себе си. Да се сетиме на себе. Јас, например, не знам, сега скоро читав една книга и се сетив на еден греф од детството што сум го направил. Кога прикривав еден човек кој не требаше да се прикрие, таа тема ја најдов во книгата. Книгата прв пат ја гледам, таа ми дава нов свет, но јас се инвестирам себе си, се пронаоѓам себе си. Или не се пронаоѓам, или не се согласувам. Не сакам да. Значи, кондицијата ја губиме затоа што имаме уплав од тоа да се соочиме со себе си. Само зборуваме за други. Овој тоа направил, овој тоа направил, ова не му чини, ова не му чини. Секојаш е некој друг виновен. Уплав имаме од интроспекција. Так. Се плашиме од тоа што ќе најдеме и затоа што после имаме одговорност кон тоа што ќе го видиме внатре во нас. Треба да почнеме да се бориме. Да, овие, сега, не сум јас против дигитални уреди, еве и вас ве најдов со Google Map, така ве најдов. Значи, овие уреди некако, како да кажем, го свртуваат вниманието од самото тоа што го држите тој уред. Настанува некоја и ваша објективизација додека учествувате во таа комуникација со дигитални уреди на социјални мрежи. Некако вие воопшто како да немате поглед во себе, туку имате поглед на милиарда други различни луѓе, на милиарда други различни мислења и настанува, како да кажем, целосно бегство од себе си. Мислам дека денес ние сите зборуваме, младите ја напуштаат Македонија и Србија и Хрватска, тој е некој тренд. Ама младите прво ја напуштаат својата душа. Каде и да одат, тие ќе бидат исто незадоволни. Затоа што си носат еден празен кофер, тоа се нивната личност. Не се сите такви. Фала Богу. За среќа. Фала Богу, за среќа не се такви.
тие кои се креативни, кои знаат да истрпат и критика, а само критика, тоа е веќе Возвишена филозофија. вр, покаяние. Тоа Так. Јас би сакал, чисто практично, но не толку со теоризирање, бидејќи самите некако го засегнавме моментот дека се работи за дигиталното време кое што ја не навикна на тоа информациски да читаме. Нели, книгата ни е предизвик затоа што таму има многу страни, па речениците може да траат многу долго. Јас се сеќавам на еден роман што го читав пред многу години, Тимотеј и Лидија се викаше, мислам дека авторот беше Ширилов. го знам. Да, каде што една реченица траеше Ширилов, не знам колку страници. Значи Да, зборувам долго. реченицата не заврши на неколку страници. Сега тоа за денешниот човек е нели скандал би рекол, затоа што учи и твори информациски, значи твори од неколку зборови. Без теоретизирање, како од личното искуство, како вие ја примивте таа љубов кон читањето? Јас сум го кажувал, тоа ќе го повторам. Јас имам многу интересна епизода како почнав да читам. Односно, што ми беше мотив да се описменам за да почнам да читам. Јас играв во една библиотека во Влае, во нашата барака. Мајка ми и татко ми имаа доста книги и енциклопедии. Бев, колку нека сум имал 5 години, да речем. Енциклопедии со слики, лавови, пустини, што е планетата, на тоа ми интересираше. Еден ден падна една тетратка. Обична тетратка, која кога ја отворив, доживеав шок. Одеднаш немаше црни низови од букви, нели? Туку тоа беше ракописно напишано. И тие букви мене ми беа многу поубави од овие во другите книги. Јас ги викав црни, како црни мравки се сите букви исти. Секој А е исто со секое друго А. Ваму не беше така. И не само тоа, туку имаше употребено црвено мастило во тоа крстописание, сино мастило и имаше едно како лилјаково или не знам некоја боја. Првите букви беа иницијали како во Евангелијата. Д беше направено вака ракописно Д, па имаше две очи ставено и како коса на девојка. Д, па се сеќавам Ш, имаше вака Ш, 3 глави, како троглава ламја беше. К беше направено како конј кој се кренал на задните копите. И мојата фантазија, значи од гледайте сега неписмен човек, неписмен. Како Марија Египтјанка, што не била писмена, нели? Гледате сега што прават тие букви. Во мојата глава се роди идеја дека е тоа најинтересната сказна на светот, дека она троглава ламја ја грабнала онаа девојка. А оној конј се кренал на задните нозе К, нели? И го чека принцот за овој да ја врати грабнатата девојка од триглавата ламја. И се помина една година, се описменив јас, почна и тоа предшколско забавиште, како се викаше, не знам што, веќе почнав да читам, ја заборавив таа тетратка и еден ден ја гледам и ја отворам. И викам, сега да видам што пишува, каква сказна. И сега, таму кај што беше она Ш, триглавата ламја што треба да ја грабне девојката, пишуваше вака. Шеќерот ставете го да се топи на тавче на температура од толку и толку степени. Кај што беше девојката убава, а имаше и 2 солзи нацртани. Доматите добро исечете ги на ситни парчиња. Тоа бил готвачот на мојата баба Слободанка од Штип. И се гледайте, ја доживеав страшен шок. Јас сватив дека сум бил целосно погрешно инструиран да верувам дека е тоа сказна. Што ме завело? Убавината на букви. Да не беа тие иницијали така, таа имала Слободанка, имала таленти за цртање, да не беа тие букви толку убави, значи никогаш не би. Јас тогаш сватив дека кога ќе се описмениш е многу опасно.
Можеш да се разочараш во нешто, а можеш и да се воздигнеш до највисоки и сватив дека јас сум бил писател, дека јас што сум го смислил тоа, тогаш почнав и да пишувам. Так. Тоа не паралелно тргна тоа. И потоа читав книги, нормално, а таа тетрадка се уште ја чувам, таа ми е најдрагата лектира, затоа што беше лажна лектира. Односно лектира на мојата фантазија. Ова би го рекле творчество пред писменост. Да, така е, така е. Добро, професоре, еве во предразговорот за овој разговор, нели спомнавте една реченица која нам ни е драга и како сведоштво е добра да се презентира, а тоа е дека за вредноста на Светото писмо како книга, сега секогаш имам дилема што да употребам, дали за животот на животот или од животот, нели можеби сите три варијанти ги опфаќа. Таму имаме еден импресивен настан кога Христос ги брка трговците од храмот. Оние кои што ја злоупотребуваат светоста за својата заработка, односно за нив светоста не е светост. Ајде тоа да го пренесеме на перспективата на книгата денес. Кога книгата не е светост, туку повеќе би рекол пазар или е причина нели за заработка. Да, знаеме дека живееме во време на конзумеризам и нели можеби ќе се нема да го оправдаме, но ќе се обидеме да го сватиме дилемата кога некој ќе ни рече што да правам кога сите така прават. Зборувам за книгоиздателите кои што но тоа не е оправдување, ако сите убиваат, што се да, сите ли треба. Како во овој свет кога го имаме нели на дофат повеќе, ајде ќе наречеме книжевниот шунт наспрема она што може да побуди вредност. Добро, јас напишав цела една книга на таа тема и ставив наслов Достоевски и Макдоналдс. Не сакав да ставам Достоевски против Макдоналдс, затоа што воопшто не се иста категорија тие две книжевности. Достоевски е рецитат на Светото писмо. Тоа е познато. Достоевски е можеби најголемата фигура во книжевноста, барем за мене, затоа што ги има сите типови на луѓе, односно сите типови на однос на човек кон Бога и кон грев, насликано, ама со таква минуциозност како да е сликар со четкичка. И сега, тој Достоевски, кој што го има еден Алјоша Карамазов, го има еден Иван Карамазов кој прави падни стани, ништо не му јасно размислува, па зошто ова, па зошто така, па Теодицеја, па обвинување на Бога, па го има еден старец Зосима, значи ги имате сите, и го има оној развратникот, братот нели, најстариот. Сега, кога вие тоа го читате, вие фактички добивате некоја верзија, како да кажам, световна за Светото писмо. Знамената за сите. За ова. Се читате одеднаш бестселери, јас тоа го викам Макдоналдс книжевност или брза книжевна храна. Бестселери во кои на 80 страни ми кажуваш нешто што јас го знам. Светот не чини. Во ред, светот не чини. Ама во тие бестселери, нели, тоа се клишеа. Или е забранета љубов, или е пресадување на орган, или е менување на пол, или е не или знам... некакви инстант решенија. Ама тоа што е модерно, тоа што се бара на пазарот, и тоа се полои на политички теми. Тоа не се теми за книжевност. Ја напишав таа книга и интересно ги поделив писателите. Полојна велат браво, полојна велат ти си толку конзервативен. Едноставно вели, па што ти пречи бестселер? Па велам, најпродавана книга во моментов може да биде она која е најглупавата книга затоа што 90% од човештвото е заглупавено од политики и војни. Што значи најпродавана книга? Второ, не е тоа производ, не е тоа најпродавани патики, па најквалитетни се. Значи, прво влезе трговското начело во книжевноста, во уметноста, што за мене е скандал. Тоа е сцената со која ги брка менувачите. Да. Трговците.
трговците кои се, тоа е тоа, некој треба да ги избрка тие трговци. Нека си печатат таму, ако сакаат да печалат пари, нека не го спуштаат духовниот хоризонт на луѓето, на човековото суштество. Нека печалат на она што е неопходност. Облека, храна, ова. Кај им текне да го редуцираат човекот на 2 сетила. А простете, стварно е на 2 сетила редуцирано, на гениталии и на страсти задоволување некој да се купело нешто. Во тие беседи за тоа станува збор. Ја тоа не можам да го читам. И второ, ако е најпродавана книга, тоа не значи дека ќе прочитам. Дека е најдобро. Јас сум наоѓал такви книги по авиони, бидејќи често патував и се уште патува. Некој почнал да чита, некој паметен човек, почнал да чита. Прочитал, се излажал, најпродавана книга, бестселер, Нью Йорк Тайм напишал вакво нешто не е видено, ја купил на аеродром, зачитал 2 страни и ја оставил во тоа. Во джепчето. Седиштето. Значи, сакам да кажам, живееме на вистина, веќе ништо не ни е свето. Ни книжевност, ни музика, ни колку се расправам со маливе мои. Растат во тоа обкружение, што да им правам? 9 и 7 години се. Сега гледа песна за Евровизија. Абе, деца, да ви пуштам од Абба една песна, и тие вака, кои се тие? па многу тонови има, вика оваа. Многу тонови. Навекнете се само на брзо, нервозно, ритмично, а не сакам да коментирам визуелниот изглед. Како се облекуваат нивните херои, јунаци, мислат дека е врв, некое вулгарно поигрување со сексуалноста, мислам дека е тоа дно, навистина е дно. И затоа и не читам, си имам одбрана библиотека, не читам, не експериментирам, а најмалку читам по тие препораки најпродавано. Или Нью Йорк Тайм напишал, и шо во Нью Йорк Тайм за да не работи некој попаметен од мене? Нема, мислам, тоа се... Ама тоа е. Так. Професоре, некако спонтано се наметна темата на која што сакав сега да обрнеме внимание. Иако сакав малку поп-панкерски да влезам. Да, и да ви поставам едно, сметам дека е малку провокативно прашање, но верувам дека од вас ќе го добиеме суштинскиот одговор. Дали прогресивното е секогаш авангардно, а конзервативното ретроградно? Затоа што склона сум да верувам, професоре, дека вистинскиот авангардист не е оној кој што руши се пред себе, туку оној кој што знае што да сочува од старите концепти. Апсолутно, и тоа им го кажувам на студентите. Салвадор Дали во својата книга автобиографија, Јас гениот, личи на него, нели? Так. Признава дека станувал порано секој утро за да учи од конзервативните стари мајстори. Значи, чист реализм. И сега, бидејќи таа книга е напишана кога веќе не му значи ништо, нели, го поминал животот како го поминал, може да си признае и ни признава дека макотрпно работел на класичните конзервативни стилови, за да може попладне да се глупира и да заработува со надреализмот и со експериментите и со... Така што, од истиот со и Марсел Дишан. Марсел Дишан има класична наобразба од уметноста, ама за да го привлече вниманието на публиката, го носи оној прочуен писоар како и го става како експонат, како врвно уметничко дело. Мислам, но да не се лажеме. Тие луѓе тоа го прават за да опстанат во еден суров капитализам на уметност. Знаете? Јас, например, не би го направил тоа. Не би го направил. Но и самите тие признаваат дека без конзервативното нема авангард. Нема авангарда, нема на што да се темели. Вие, ако рушите нешто, треба прво да знаете кои му се слабите точки. За да му ги знаете слабите точки, морате да го проучите. И јас неколку пати во неколку колумни напишав
понекогаш е авангардно да си конзервативен. Сега е таквото време. Мислам дека јас со моите ставови, дека книжевноста му припаѓа на односот, само на односот човек-бог, и само таа тема постои, односот човек, со тоа мое конзервативно, како што ми велат помладите колеги, сваќање, јас сум далеку пред нив. Нека си играат со својата авангарда. Меѓутоа, како на еден млад човек, еве ќе се изразам со јазикот на една од нашите претходни гостинки во емисиите, како на младиот човек денес да му кажеме, да му докажеме, да му покажеме дека еден Достоевски е помангуп за читање отколку еден современ тренд автор? Ако тоа самиот човек не го видел, тешко е да се. Тогаш и не е за таа работа. Не треба со сила да се туркаат работите. Мудро. Да се арчат Затоа што- капацитетите. Да, затоа што внимавајте, од кај не е идејата? Од кај не е идејата дека и книжевноста е за секого? Па не е за секого. Јасно. Не е за секого, таа понека била елитистичка работа низ вековите. Мгм. Прво да бидеш писмен, било знак на веќе некаков елитизам. Второ, имате вие традиции на исто лесни љубовни романи. Ма тие господи што ги читале во 19 век, например, или и порано и во 18-тиот. Тоа е со оние голуби што носат писма, гулаби, па со недоразбирања, па со витези, па со витешки романи. Тоа било елита, тоа не било за секој. Тоа било прво за писмените господи и писмените господа, и нема потреба да ние го внесуваме идеалот на потрошувачкото општество во уметност. Не е секој за уметност, некој е за забава, некој е за спорт. Нека си го работи тоа. За мене е важно секој да си препознае во што го бакнал Господ, во која жица од Кој му е дарот? Да. И ако го препознае, тој дар е должен да го чува и да го негува, ти ќе му биде земен. Да не го закопа. Па тоа е. Тоа што го постави... Но не на сила. Никако не можете Така. на сила да им кажете дека Достоевски е, извинете, мангуп. Па е мангуп. Па е мангуп. Се гледа. Се гледа, нема тип на човек што не го видел. Неговиот идиот, например, тоа е страшно. Или она записи од мртвиот дом, проститутката, сцената со проститутката кога они вели и ќе те фрла таму и ќе ти се накриви сандакот, па ќе ти се наполни со вода. И тоа е едно од Внимавајте, тоа може само мангуп да го направи. Да смисли таква сцена, тажна, со проститутка, за да ја преплаши, а тоа го прави со некој садизам, се разбира, нели? Така што ништо кај него не е чисто. Се е така, човечки, извалкано малку. Ако тој мангуплак не го гледаат и наседнуваат на црно-бело сликање на ова во беселерите, тоаш не е секој и за тоа. Се сложувам. Може би сестра Ефимија ме врати да се подсетам на еден момент исто кај нас со нели теолошкиот простор кој што го зафаќа схоластиката во еден период, па тогаш еден Флоровски доаѓа и вели револуционерно, вели да се вратиме или вели назад кон отците. Оф. Значи, но тоа назад толку значи прогресивно и толку значи напред. Зошто? Така. Назад кон отците На ќе ни ја темелот. спаси ситуацијата. Така Да, Назад на на темелот. темелот. Така е. Јас па се скоро напишав пак во некоја колумна. Брзината за рикверц во моментот кога пропаѓаш, значи спас. Значи малку треба да се вратиме во рикверц, затоа што ако ти што велат србите срљаш, а ние велиме јуриш кон пропаста, кон бездната, рикверцот не е рикверц. Тоа е спас. Спас. Како што и брзината од која страдаат младиве, се сака за еден ден да постигне. Се сака да славен да стане, да го преведат на англиски, да добие награда, да добие ова, да. Брзината е многу убава особина, ама
ако си нацелил добро и ако одиш кон целта. А ако си се свртел спротивно, брзината ќе те оддалечува од целта и ќе те уништи. И ќе те фрли таму во преградките на оној што ни името не му се споменува. И тоа е тоа. Така. Прости се тие работи. Професоре, литературата како терапија. Self-help литературата и она кое што не предизвикува на внатрешна борба. Па, вака, има многу да се зборува на таа тема, литературата како терапија. Self-help литературата некако ми делува како антидепресив. Ке ги смири малку симптомите, но после борбата останува. Да, ама јас сум за Ова е хируршки зафат. Да, јас сум за она литература која е вистинска терапија. Така. Мислам дека таа како ја нарековте литература? Self-help. Self-help. Да си Мотивацијска. помогнам. Или коучинг. Да, Коучинг, коучинг, да. да си помогнам. Вака ќе правите, вака ќе правите. Прво не е воспоставена вистинската диагноза. Баш За да тоа биде вистинска Сечија приказна не може да се генерализира. Така е. да. Вистинската диагноза е прво дека ние сме духовно празни. Внимавајте. Ајде, темата ќе се вратам, ќе ме подсетите за вистинската лековита или лечебна литература. Малку ќе ви помогнат тие водичи да го истерате стресот, или како да ослабите, или како да напечалите многу пари, или како да... Затоа што тие не ја кажуваат вистинската диагноза. Ние сме духовно и веќе емотивно празни. Празни сме како ракавот на војник што се враќа без рака од фронт. Толку сме празни. Во Крагуевац имаше еден питач кој секој ден, ја зажалив што немам камера, почина човекот, требаше да го снимам. Ке пита, и гледайте се, кој ќе собере доволно пари да купи 3 геврека. Одеше сите го знаеа, во центарот на Крагуевац питаше, ќе купи 3 геврека, едниот ќе го изеде, а другите 2 Ќе ги ќе раздели. ги здроби и на гулабите ќе им ги фрли. Оф. Околу него. И гулабите по него одат, нормално, тој беше... И еднаш го прашав. Велам, а зошто, викам, ти јадеш еден геврек, а 2 им даваш на гулабите? Знаете што ми одговори? Нешто што ме шокираше. Вели, па што, тие не се луѓе? Тие не се луѓе. А подоцна дознав дека живеел сам. И затоа ги хранел гулабите, не требал да носи дома ништо. Сега, зборот ми беше нешто друго. Тој е сиромав, а полн. Целосно полн. Ако тој за гулабите вели, шо па и тие се луѓе? Наспроти некој кој што него ни приметува, Наспроти веројатно. еден бизнисмен, кој секој ден проаѓаше таму и кој ќе го видеше, прво ќе направи еден израз, пак овој на патот ми застанал тука, секогаш која ќе дојдеш до питачот, ова правеше со раката. За да го Колку е саатот? одмине и за да не им се сретнат погледите. Да. Тоа е тој страф од себе познание. Оти ако му се сретне, тој демек во тој момент гледа колку е саатот и негде брза, нели? Со чантата бизнисменска. Ако им се сретнат погледи, Ке треба да се види во огледало. он ќе види колку е он празен, а колку е овој полн. Така што лечебната литература за мене е онаа која поставила вистинската диагноза за празнотијата. Од Библијата по-лечебна литература нема. Од приказката дека не сме смртни и дека некој дошол да ни ги земе гревоите и да ни каже дека смртта не постои. Па има ли по-лечебно од тоа? Сите се плашиме од смртта. Се одеднаш добиваш лек кој ти вика таа не постои, бе, илузија. Нема врска, имаме доказ. Нели? Имам. А екстрактите на Библијата као Достоевски се исто лечебни. Да плачете вие со неговите проститутки, со неговите... Тоа е... Плачот лекува, да се разбереме. Не е тоа...
А тоа е тенденцијата на она кое што ете ние пак јас цело време се вртам некако некај теолошките перспективи, но го наметнува и следново, вели кога сега во Великиот пост, кога отците ќе се оддаделе на еден поусрден, по-конкретен, пообемен подвиг и кога заминувале од манастирот во пустите места за да може да го возможат амбиентот кој што ќе ги привлече во тој еден подвиг, вели со себе не го земале Светото писмо. И тоа за нас беше Шок. Шок. Кога ни предаваше професорот во богословија. И велиме што земаше? Го земаше Светото писмо, ја земаа книгата која што беше искуство, односно Светото писмо предочено во искуство, а тоа е добротолюбието. Тоа е преубаво. И после дојдовме до вториот момент, вели, добротолюбието е преданието, имено Светото писмо веќе реализирано, ама вика таа реализација не запира. Така е. Сега оваа реченица мене ме подсети на тоа. Достоевски е реализацијата така на континуитет. А ова што сега го кажувавте, мене ме подсети на тоа дека, како реков, читањето е она откако ќе ја затвориш книгата, како постапуваш. Како постапуваш. Па тоа е тоа. А тоа е истото. Тоа е лечебното. Така. Професор, еве некако со питачот од Крагуевац ја спомнавте и перспективата на страдањето или перспективата на Голгота. И некако како тој во Голгота го доживеа своето лично воскресение, јас така го толкувам. Нели, се исполни со полнотата со која што треба ние. Полнотата на познанието. Така е. Дури во гулабите да го гледа човекот. Колку ние денеска го сакаме воскресението, а избегнуваме Голгота. Па, мислам, не е убаво да се генерализира. Меѓутоа, гледам дека воскресението се повеќе се прогласува, како ја кажам, за некоја фантастика и митска перспектива. Тој, макар што, внимавајте, кој ќе кажеме воскресение, зборот Ренесанса тоа значи фактички. Ние не мораме да замислуваме дека сме Христос и дека ја имаме таа мојда. Мојата перспектива е човечка. Воскресението или Ренесансата значи ти да станеш овде добар човек. Остајте го тоа, другото. Тоа ќе си дојде само по себе. Значи, како што никако не можем на некои луѓе кои живеат сите живееме во такво материјалистичко време, потрошувачко општество. Дај да си поживееме, нели? Не е сигурно тоа. Абе добро, и да не е сигурно тоа. Сигурно е дека можеш ти сега овде да бидеш подобар човек. Нешто. И како да им објаснам дека рајот и пеколот не се топоси места, соби во која едната гори плин, а другата гори течат мед и млеко. Пеколот и рајот се во твојата душа, ти ќе си ја понесеш таму. И што ќе си однесеш, тоа ќе ти биде. Значи, никако не можеме, мислам дека дека целата цивилизација до толку се материјализира, што единствена утеха ми е што, бидејќи предавам историја на уметност и знам дека има едно нишало што иде вака. Од авангарда кон враќање полека кон класика. Од авангарда и така се менуваат романтизам, реализам, модернизам, постмодернизам. Така и со духовното. Ќе дојде до крај. Да, ќе се врати. И после ќе почнеме да се враќаме. Нам ни следува нужно епоха на Ренесанс. Прво да станеме подобри луѓе, како луѓе. Значи не можеме сите да се замонашиме и да, нели? Меѓутоа, како луѓето, никој не те прво таа Ренесанса да ја дочекаме, а потоа мислам дека ќе стануваме и се подуховни и поверници. Оти најчесто употребуван збор. Еве, седнете било каде, во кафуле, во кафана. Вчера седев со едни пријатели. На едната маса вика, и замисли тој мене ме измами. Таму слушам, и она го изневерувала. Се е тоа контраверата.
Немате веќе вера во никого и во ништо. А тоа го направија тие пусти пари, што би рекол Ристо Крле, парите се отепувачки. Професоре, да се вратиме малку повторно на Голготата, односно на болката. Да. Да. Дали го избегнуваме собственото зреење? Дали ја негираме собствената зрелост со тоа што ја негираме болката и патот до исцелението? Па, вака да ви кажам, прво мислам, болката ни е дадена. За зреење. За зреење и за полнење духовно. Болката ни е дадена за да растеме. Денес, не знам дали забележувате, се по полесниот начин да помине. Без болка, без напор, без Вие имавте две колумни по тешкото и по лесното, чинам да сум ги читала. Ама страшно е тоа. Внимајте, тешко им е, не знам, тешко им е да земе да прочита една книга или тешко му е да... А замислите тоа колку е тешко, ако тоа за себе не сака да го направи, колку е тешко да го направи за друг, за ближниот. Тоа нема, значи нема шанси. А болкат, станати сме многу разгалени. Тоа е болен процес и тежок процес. Ајде да заобиколиме. Па човек се станува преку болен процес. Не си ти готов производ. Ти си роден како дете, невино, брзо ќе те расипат, процесот на оздравување е зврзан со болки. Можеш да ги истрпиш болките за да оздравиш. Но кажувам, не, дури, замислете какви ступидари гледав таму, реклами. Вели, не, доаѓа лето, а вие изгледате вака. И се покажуваат некои со голем стомак како мојов. За само 5 минути, без телесно вежбање, за само 5 минути носење на нашите хеланки, на ова, на она. Знаете што? Тоа е веќе, како да кажам, најодвратна пародија на се што е духовно. И која не учи дека низ болка, труд и напор се станува човек. И се заслужува и воскресение, се разбира. Не можеш ти... Значи, внимајте, вие спиете со тие нивни хеланки и не вежбате, дури ни И мислите дека сте слави. Физички напор. Мислам, тоа не е контра, некој ќе рече, тоа е спротивно на верата, на религијата. Тоа е спротивно на хуманизмот, на она што човек треба да биде. Треба да биде. Значи, или што би рекол некој мајсторството на илузијата. Да. Професор, некако природно ми се наметнува една тема. Вештачката интелигенција и иднината на романот. Значи, колку во светло на овој тренд на користење на вештачката интелигенција, ние престанавме да го користиме разумот како ресурс. Ние всушност веќе не ги развиваме когнитивните не само когнитивните. Читаме ли? Каква е иднината? Проблемот е што не можеме да ги развиеме ни емотивните веќе наши, а камоли духовни. Емотивно е ниско нешто, да го сакам човекот, што е до мене и да... Јас сум противник на вештачката интелигенција. Како што сме против хеланките? Не, за слабење. Противник сум затоа што ја злоупотребуваат. Точно. Веќе гледам кај некои студенти, бидејќи предавам и по други држави, тоа стана најнормално да му даде тема и да си го напише тоа и затоа јас инсистирам на устен испит. А второ, кога говориме за вештачка интелигенција и уметност, вештачката интелигенција прво не може да се влюби во друга вештачка интелигенција, како што Есенин се влюбил во Исидора Данкан, па не може да си пресече вени во недостиг на мастило, не за да се самоубие, малку, да си пресече, немал мастило во хотелската соба, за да пишува. И со мастило ја напишал песната "Довидување, другар мој, довидување". Тоа вештачката интелигенција не може да го направи. Штом нема емоција, тој не е интелигенција. Тоа е информација. Так. Интелиго значи да поврзуваш.
Да поврзуваш значи да препознаваш сличности меѓу аналогно, значи не дигитално, дигиталното се разлики. Плюс минус. Аналогно. Па да видиш дека, например, непрепознаениот спасител како тема во книжевноста е од Библијата земена, секогаш. Не сме го препознали еднаш, не го препознаваме и други, има многу романи на таа тема. Значи, интелигенцијата не само што вештачката не може да чувствува, не само што не може да направи емотивен изблик, не само што прашајте ја дали ме сакаш. Што ќе ви одговори? Јас сум вештачка интелигенција. Не, ама и да ви каже да те сакам, ништо не ми значи. Да. Значи, не само што не може тоа, туку поврзувањето, интелиго значи на латински да поврзуваш нешто. Поврзувањето многу често се случува и од емотивни побуди, а не само од рационални. Јасно. Не ова е слично на ова, тоа го знае и компјутер. Ама моментот емотивен кога нешто ви се случило, да го сврзете со друг момент, тоа е веќе духовен. Да, како беше, кога бевме на едно предавање баш за предизвиците со вештачката интелигенција, вели, ако зададеш прашање, да ти каже на колку начини можеш да се самоубиеш, ќе ти даде огромен список, ама ни еднаш нема да ти рече не го прави тоа. И не само тоа, ако јас, например, верувам дека она не може да се сеќава. Не може да се сеќава. А ако немате сеќавање, за мене барем, така сум воспитан, сеќавањето е секогаш чувство. Сеќавањето е чувство. Кога се сеќавам јас што ми се случило, например, во детството, кога некој ме исмејувал или јас се сеќавам и на чувството на настанот. Таа може да се сети дека разговарала со вас. Ама не може да се сети и дека сте правиле муабет и ви давала одговори. Ама не може да се сети на чувството свое и ваш. Во тоа. И затоа никако вештачка интелигенција па како ќе верува во нешто? Камоли во Бога? Нема шанси. Од таа страна не се плашам јас. Јас сум многу спокоен. Роман никогаш нема да зависи од вештачка интелигенција, никогаш нема да се напише вистински роман лажен, да. Да му се зададат параметри, да му се даде најпродавана книга во минатата година беше Со ова си жен, направи ми таква. Тој ќе ти направи. Ама тоа не е таа лечебна книжевност. Нема внатре ништо. И бидејќи до Бога се доаѓа само со исклучување на апаратот на интелигенцијата. Смета многу учење, смета многу образование. Зошто оние старци од Света Гора се простодушни. Не им треба на нив. Значи, не ми е споиво тоа. И мислам дека тоа ќе остане многу брзо, ќе се пресели во музејот на реликтите на глупостите на човештвото. Многу брзо таа вештачка интелигенција. Ова звучи надежно. Не, јас така верувам и верувам во нова ренесанса. Дури верувам дека ќе се врати и верата во Бога, што сериозно е подкопано. Сериозно. И не само кај нас. Професоре, може ли една книга, може ли еден роман да биде своевидна молитва? Може ли книжевноста да ја разбереме како литургија? Па не, јас само така и го сваќам тоа. Јас пишувањето го сваќам тоа и имам негде и запишано дека уметничкото дело е молитва. Прво е тоа молитва не мора да биде директно до Бога. Тоа е молитва за целото човештво, нели? Сега, таа е упатена пак до читатели реални луѓе. Меѓутоа, тие луѓе кои ќе ја чујат молитвата, ако се на положение да можат нешто да изменат, ако го сторат тоа, светот ќе тргне напред. И полека ќе биде она што Достоевски секојаш го викаше, државата ќе стане црква, а не црквата држава. Значи, тогаш со секој роман јас молам по некој анонимен читател кој е моќен да промени нешто, да помогне да се наранат оние гладни луѓе.
а не да се експериментира со вакцини под наводна филантропија, под наводна маска на филантропија, тестираат вакцини по цела Африка и велат ние дониравме толку и толку вакцини, а фактички тестираат дали е таа добра за да се примени на белиот свет. Мислам, тоа се ужасни нешто, кои ужасно говорат за овој свет. А второ, ако веќе гледаме, пак поезијата, па ептене молитва. Тоа е многу интересно, прозата може да забега по некои патишта чудни, нели, кои не се баш духовни, не се, затоа што таа пишува за општеството, за овој видлив свет, а ова поезијата бидејќи излегува од вас, од внатре, е самата поглед во себе, таа е па најблиско до молитвата. И интересно, има доста многу млади поети што пишуваат молитви. Ренџов пишуваше псалми, веројатно ги зарази со тоа да почнат малку да ја сваќаат поезијата подуховно. Така. Колку професоре во овој свет на премногу говорење, премногу зборување, од секојдневното чатови, вчера, пред некој ден имав на исповед едно девојче со кое разговарав, премногу го користи телефонот, родителите зборуваа, па малку да и наметнам други перспективи. Велам, добро, што прави со телефонот дома кога си нешто читаш, гледаш нешто што може да те збогати, а не си зборувам со другарките. Викам, чекај. Беше денеска цел ден со нив и после кога заминуваш дома повторно го продолжуваш разговор. Колку на денешниот човек му е потребна малку перспективата на исихија, на молчание, на тишината. Тоа е прекрасно прашање и верувам дека вие ја подготвувате папокот на тишината. Не сум го слушнав тоа на промоцијата. Не сум на тоа ниво. И затоа го одлагам, сега пишувам Исусовиот капилар. Го пишувам, тоа е еден роман кој ќе биде мост кон тишината. Тишината е совршенство. Односно, не оваа тишина, туку не говорењето е совршенство. Човек прво учи да зборува, а дури потоа, до крајот на животот треба да научи да молчи. Ама некој ни на 80-90 години старост, значи не зависи од биолошката старост, тоа не научил да молчи. Има нешто длабоко богохулно, кога ќе видиш мана кај другиот, да ја изговориш. Барем за мене. И мене многу ме нервирало, дури и во семени односи, еве сопругата. Јас сум сгрешил, знам дека сум сгрешил, има потреба тоа да ми го каже. И велам, знаеш што? Да го одмолчиш тоа. Што сите го гледаат, и децата, и јас го гледам. Сум направил белја некој, добро сега. Знаеш ли дека со изговарањето ме фокусираш да ти вратам, со тоа ме острастуваш и ме спречуваш, ако само одмолчеше, ќе ме натераше да си погледам во себе и жив да си се јадам. И да си се кајам, и да си се... А вака погледнувам во другиот. Многу е важно да научат луѓето да молчат. Вие немате неверојатен джагоре по улици, деца викаат, се тепаат, се прават. Па и ние сме биле деца, сме биле немирни, ама не викавме толку. Ми се чини дека планетава создава наместо да создава космичка музика Божја, вселенска, на хармонија, на милосрдие, ние создаваме некој отпад, кој гласовен отпад, кој знае како изгледа тоа, како се слуша од далечните звезди. И најупотребувана заменка лична е јас. Се ви е јасно, ако е јас, а нигде го нема ти, а камоли литургискиот принцип. Ние. Ја уште имам некои пријатели кои се сметаат за верници и кои велат не можам да одам на литургија, таму сите доаѓаат. Па тоа е целта. Идејата е тоа. Тогаш, мене ми е поубаво сам да си се помолам. Не можеш, викам, сам да си се помолиш. А викам, кој си сам во црква и кој ќе се помолиш, ти пречи ако влезе некој? Да, ми пречи.
Не си ти уште. Не си замолил. Не се молиш. Не се моли. Да. Ова ми беше пред некој ден со имавме предизвик во црковната заедница во кој што нели треба се направи од сите нешто за некого. И сега секој од нас нели се јавува со кој придонес ќе се јави. Една вели јас не можам, јас ќе се молам. И вика јас така правам обично во животот, јас вели не можам, сега немам време, немам капацитети и така натаму, но јас се молам. Велам добро, тогаш подобро не се моли. Зошто отец така? Па затоа што очигледно дека твојата молитва не дала на дело. Не може ако ти постојано се молиш, таа некако да не се оствари твојата молитва. Така е. Некако да не се пројави. Тоа е тоа. Так. Професоре, во светло на социјалните мрежи и во не простор каде што секој го изнесува своето мислење и ќе речам, сигурно ви е познат тој термин во една друга конотација, експертиза, колку еден просветлен човек, еден мудар човек, еден, еве ќе кажеме, човек со интелектуални капацитети може да се избори со искушението да биде во право наместо да молчи. Вака, мислам дека не го разбрав добро прашањето. Во социјалните мрежи секој кажува, секој денес кажува се. Секој е стручњак за се. Прашањето второ беше како да се избори еден човек кој што има капацитет, нели? Па никако. Бидејќи, да. Па никако. Не се чита тоа што го кажува, да. Знаете што е тоа? Тоа е нелојална конкуренција. Тоа е како, например, до вчера да сме тренирале кошарка, сите, и сега одеднаш ни уфрлаат фудбалери, кои менуваат правила на игра. И како јас да се изборам сега? Јас знам да играм кошарка, не знам да играм фудбал. Значи, не го прифаќам нивното и затоа јас имав отпор кон тоа. Мене пријатели ми го водат тој Facebook профил, запнаа и јас им попуштив, буквално. Затоа што јас не ги сакам тие работи. Мене не ми треба ниту да ми кажат дека сум добар, ниту дури се радувам кога некој ќе ми напише некоја гадост на тоа, затоа што не сваќа дека онлайн сам си прави проблем со висшите светови. Се има една космичка Терезија која тоа си го нивелира. Да, ќе го наречеме Бог, како сакате наречете го. Астрофизиката дојде и нуклеарната физика дојде до идејата за поле зад полето, енергетското поле. Па тоа е тоа, што пронижува се. Значи, сакам да кажем, и тој профил што го отворив, повеќе го направив за да им направам кејф. А второ, има своја вредност, затоа што јас заборавам кај сум бил, што сум бил. Кој ќе заврши годината, јас гледам дека сум бил активен. Немам, ама тоа е таа незлоупотреба на тоа. А инако, ако вие од сопствениот живот си правите маркетинг и корпоративно комуницирање, тоа аш мислам тоа не, а како да се изборат? Не гледам причина. Не гледам нема ни начин. потреба. Не гледам начин, а може би и убаво реков не гледам причина. Зошто? Постојат книги, нека пишуваат книги. Книгата, рековме, не е за секого. И не треба да биде. Не е тоа блуска, па секој ќе си ја купи. Нема потреба. Так. Професоре, две прашања, или еве ќе речам теми за крај. Кој збор според вас денес е најтежок за изговарање? Прости, сгрешив или те сакам? Сгрешив. Јас типувам на сгрешив. Најтешко име на луѓето да кажат сгрешив. Те сакам веќе го кажуваат и кога... Како празна флоскула. Ма и кога бразат. Да. Ти знаеш колку тебе јас те сакам. Зар јас би ти сторил такво нешто? Значи, нема врска. Ама ова сгрешив е најтешко. Сгрешив е најтешко, а и прости. И прости е тешко, ама не би можел да... Мене ми е најтешко да кажам сгрешив, ама кажувам. Знаете како кажувам? А и тоа е успех. Со пола уста. Сгрешив. Така што, добро, тоа е тоа. Добро, ние некогаш и тоа го кажуваме дека да почнеме од негде, па да се трудиме да дојдеме до полнотата. Така е. Перспективата што ја наметнавте со одењето на литургијата, тоа е нели несваќањето дека литургијата е предвкус на совршеното.
Да. или залче, или Така е. делче од совршениот мозаик. Сега сакам да дзирнам како е во совршеното, затоа одам на литургија. И тоа им велам на верниците, некни на проповед. И еве, викам, сега да се завртиме еден кон друг овде, колку е убаво. Никој од нас не е ни црн, ни бел, па дури ни машко, ни женско, па ни богат, ни сиромашен, па дури ни грешен, ни праведен. Толку сме сите сме исто. Да. Во кого? Во конкретната личност. Затоа ние секогаш милуваме тоа да го зборуваме дека да, за нас постои нешто над, ама ние никогаш не го именуваме како сила, како нешто друго, туку како личност. Да, личност е, така е. Личност е на односот со него. Да. И само така човекот може да... Само така, не. Ама јас сум оптимист. Верувај. Човековото суштество ќе се врати кон плач, а не само кон исмевање. Дури не се ни смее веќе, исмева. Друг човек ќе се врати кон плач. Штом се врати кон плач? Тој плач ќе дури и да се јави безразложно, да се јави и подсвесно кај некого, и апсурдно, ќе мора да се праша зошто плаче. И ќе мора да си погледне во себе. Тука сум непоправлив оптимист дека ни следува едно полно духовно доба пред нас. Пред да му отстапиме просторно од Збован да ги сумира заклучоците од денешниот разговор, јас ме инспириравте зборувајќи за Библијата да ви поставам едно прашање така за крај. Како некој кој што напишал, прочитал многу и така натаму, ако овој пост, например, е последниот период, така да си замислиме, да визуализираме, за нашето општество да се ресетира, која е книгата после Светото писмо која што би ја препорачале да се прочита? И од која што би извлекнели сила за тоа да можеме да го направиме? Две. Без браќа Карамазови никад. А другата, што ја викаат дека е безбожничка книга, е Странецот на Ками. Албер Ками. Знаете зошто? Зато што Мерсо страда. Во ужасни страдања е ставен, затоа што чувствува дека му недостига Бог. Да. Само тоа е таа абсурдот. Значи, дури кога го нема Бога во книгата, тие ликови се изложени на страдање. Тоа е доволна pouка. Да. Тоа е доволна pouка за паметен човек да свати што слично и кај Сартр во екзистенцијализмот. Так. Го нема Бога. Човек е одговорен за своите постапки, нели? Ама некако тие ликови сите некако се клапнати, нерасположени, менуваат расположенија, се острастуваат, се ова, се страда. Затоа што да. Отсуството, дури и да не го сакаат Бога, да се атеисти, го чувствуваат студенилото на светот. Што значи тоа? Студенилото на животот без Бога. Им недостига. Да. Им недостига. Точно така. Па тоа е. Со ова последното на писателот и професорот Венко Андоновски за страдањето, можеби ќе ја завршам и оваа емисија во однос на заклучокот, а тоа е дека светоотечката перспектива јасно е посочена во она. Ако сакате да го видите златото, мора рудата или зарѓаното да помине низ оган. Да не се плашиме од перспективата на страдањето, туку да се плашиме од тоа, одбегнувајќи ја дека никогаш не можеме да се видиме, да се сватиме и да ја најдеме смислата на тоа што сме, а тоа е дека сме личности кои што не живеат сами за себе и од себе, туку живеат само во соодносот со едната личност, а тоа е Бог, и со сите други личности, а тоа сме сите што живееме наоколу. Исто така, за темата за која што и доволно говоревме, а тоа е дека во книжевноста, во творештвото треба да го видиме своето творештво. Не само да читаме, туку да научиме со читањето или со прочитаното да глаголиме. Односно да го имаме тој однос на творчество и од тоа што ќе прочитаме да создаваме, како што рече професорот, најмногу што
самите себе, гледајќи се, изменувајќи се и правејќи се подобри според идеалот кој што ни го даде нашиот Христос. До следното гледање, благодариме уште еднаш за присуството. Ќе искористам само една прилика, знам дека многумина го знаете професорот, но една личност, особено неколку пати, ми кажа дека со нетрпение чека да ја снимиме емисијата и да ја емитуваме. Така што поздрав од Бојана. Ја знае, да, ја знае сестра Ефимија. Го принесуваме поздрав. До следното видување.